Драги сограѓани, почитувана јавност, министерот за култура Зоран Љутков си ја вработил сестра му Станка Љуткова директно во Велешкиот музеј и тоа без претходно распишан јавен оглас. Ветувањата за искоренување на корупцијата и непотизмот, градењето на функционални институции во служба на граѓаните, уште во првите 100 дена ги погази и оваа влада. И оваа власт ја одржува болесно што го нагризува нашето општество. Непотизмот во државните институции, оркестрирано од страна на владеачката коалиција, составена од ДПМН, вреди и знам. Овој феномен не само што ја руши довербата на граѓаните, туку директно влијае на сите аспекти од секојдневниот живот. Во институциите каде што треба да владае професионализмот и компетенцијата, веќе подолго време доминираат партиските интереси и роднинските врски. Додека Маја Бичеклиска, сопруга на поранешниот портпарол на ДПМН, Александар Бичеклиски, и Ана Весова, која е сестра на Андреја Весов, кој што е прв човек на знам во Велес, ги назначуваат во нова второстепена државна комисија, до нас таа информацијата дека министерот за култура Зоран Љутков си ја вработил неговата сестра Станка Љуткова во Велешкиот музеј, тоа без претходно распишан јавен оглас. Сведоци сме на систематското вработување и напредување на лица без потребната стручност, само поради партиската припадност и фамилиарните врски. Ова создава слаби нефункционални институции, неспособни да ги решаваат реалните проблеми на граѓаните. Владата на ДПМН, вреди и знам, на брза лента си ги вработува роднините, пријателите во клучните сектори на администрацијата. Па така, за жал речиси, секојдневно имаме и нови примери за тоа како лица без искуство и компетентност преку ноќ стануваат директори, раководители, претпоставени. Ова е вистинското лице на власта. Власт што го подкопува општеството и ја краде иднината на новите генерации. Од тука бараме антикорупцијската комисија да не биде слепа и да ја прикрива корупцијата и очевидниот непотизам на власта, итно да постапи во врска со систематскиот непотизам што го нагризува нашиот јавен сектор и да обезбеди интегритет и транспарентност во државните институции. Комисијата не смее да го игнорира овој сериозен проблем и да дозволи поединци или групи да ги злоупотребуваат државните ресурси за лични интереси. Државните институции мораат да бидат места за професионалци, а не приватни мрежи на интереси на власта составена од ДПМН, вреди и знам. Благодарам.